Трговијата и занаетите биле главните белези на Прилеп во 19-тиот и првите децении на 20-тиот век. Помеѓу нив бил и кувенџискиот или кујунџискиот занает. Прилепските кувенџии биле под големо влијание на битолските, но сепак имали и сопствени карактеристики и белези. Основата на кујунџиството е изработка на накит, кој бил составен дел на машката и на женската носија. Таков специфичен дел од накитот е пафтата, која во Прилепскиот музеј може да се види изработена во неколку варијанти, во зависност од тоа кое влијание било поприсутно во периодот кога истата се правела. Таа е дел од накитот кој што се носел на женскиот колан. Пафтите се составени од три дела, позади се поврзуваат на коланот и биле составен дел на женската носија, претежно на свечената женска носија. Значи, пафтата е давале свекорот или свекрвата, така да точно младите девојки не смееле да носат пафти на своите свечени облеки, така се знаело дека тие се слободни, уште не се мажини, а другите дека се мажини. Карактеристично е тоа што тие се изработени од сребро, посребрено злато, легура од сребро и легура од злато и дел од месинг. Пафтите се носат најмногу до крајот на 19-тиот и почетокот на 20-тиот век и биле вистински ремек дела на вредните уметнички раце на прилепските кујунџии. Секој кујунџија си ставал белек на пафтите, како во многу прилепски други занаети, за да се знае кој мајстор истата ја изработил. Друг интересен накит кој освен пафтите го изработувале кувенџиите се прстените. Имало машки и женски прстени. Разликата помеѓу нив била во големината. Овие големи прстени овде се наречени, тие поголемите, пообените се наречени толовати, столоватни прстени кои ги носеле побогатите, чорбаджите, порепрезентативните граѓани во градов. И со тоа се одликувале, го покажувале тој сталеж на живење, на кој начин живееле. Додека женските прстени се малце помали, меѓутоа и тие го отликувале начинот на живење. Гледате прстенче кај што има сребрени парички. Тие прстени се паричките пајџале долу. Значи колку се побогати парички, толку побогат прстен. Толку побогата невестата. Девојката за да во своето растење собирала онакви мали парички, сребрени, посребрени, со тоа што таа не смеела да ги дај на друг, не смеела да ги изложува, се додека не се омажи, затоа што покажувало со паричките или оние сребрени монетчина, го покажувало незиното достоинство, незината чест, незиниот развој во животот и така. Тука се исто така и коланите, како и другите додатоци на облеката. Чапрази, амајлии, копци, шуткопци, обетки и друго. Коланот бил составен дел на машката носија. Имаме карактеристичен колан фишеклија, кој не дека ги носеле куршумите и фишеците, меѓутоа таков вид на обработка се занимале посебен вид на кувенџи, значи со изработка на колани и фишекли. Исто така, можеме да забележиме голем дел на накит во врска на чапрази, копци и шутни копци. Разликата меѓу копецот и шут копецот е шут копецот е претежно машки дел, а копците вака наместени се женски дел украсната носија, со тоа што истото го напоменувам како за прстените, така и за копците. Девојката си ги собирала паричките. Колку поиќе парички на копецот, толку таа е по-домајчинка. Ги имаме чапразите, кои се олицетворени на денешните петлици, меѓутоа тогашната носија не знаела за петлици, знаела само за кошула и така се запетлувале. Тие се украсни, овие се украсни и тие се дел од женската носија, која колку поукрасена, колку побогата, колку со повеќе орнаменти, повеќе слики го оскажува сталежот на живењето. Карактеристично ги имаме во овај дел, имаме амајлијата. Овде имаме карактеристично и сум благодарен на тогашниот
колега што е собрал, што е прибрал, е галичка игла, буквално галичката игла е податок и дел од женската носија која се клава на главата. Денес, за жал, нема повеќе кувенџи. Сите овие прекрасни дела и целата историја на прилепското занетчиство можете комплетно да ја погледнете во етнолошката поставка на Заводот и музеј од овој град.